да разјасниме некои работи за јавноста. Додатоците на плата кои што ги земаат судиите и јавните обвинители не е нешто што е обезбедено сега и не е нешто што е ново, постои во континуитет. Може би процентот е различен, знаел да иде до 35% и знаел да иде до 5% во зависност од обезбедените средства. Значи тоа е додаток на плата и тоа си е нешто што си го има и е во ред. Она што јас го прашав и го посочив и добив одговор, зашто сум искрено благодарен, е тоа што имавме јавна изјава на министерот и овдека при брањење за министрот за правда и овдека при бранење на буџетот дека во 2022 година се обезбедени средства финансиски во буџетот за 15% зголемување на платата на јавните обвинители и судиите, а тоа веќе месец март поминува, не е на дело испорачано и уште една потврда, јас го знаев овој податок, меѓутоа добро е вака јавно уште една потврда од ваша страна. Во делот на дигитализацијата е убаво, меѓутоа тоа се тековни работи на замена на сервери, принтери и опрема. Повеќе ме интересираше она вториот дел на софтверската надградба и делот на интеграцијата на судството во системот на државата за размена на дигитална размена на податоци со цел да се убрза целиот тој процес. Свесни сме колку граѓаните лутаат по шалтери. Исклучок од тоа не е ни судството, генерално се троши многу време и не знаат на кој шалтер за кој документ треба да се обратат и мислам дека еден сегмент покрај основната дејност на судството во генерална смисла гледано да се обратни внимание и на обука на судскиот кадар и на сите вработени во судите, стручно-административните работници во насока на подобрување на дигиталните услуги кои што судството ги нуди во Република Македонија. Ви благодарам.